ја представуваше Македонија на големи светски манифестации. Го пренесе името на Крива Паланка на места каде досега не било изговорено. Преку него, светот дозна за малските игри, кои сите ние ги игравме како деца. Ако се уште не знаете на кого алудираме, бидете сигурни дека сте ретки, но ќе ве просветливе. Добри Јовевски навидуме обичен одделенски наставник во подрачното основно училиште Илинден во селото Конопница, но само навидум. Веќе неколку години успешно се обидува да ги спои новото и традиционалното, своите ученици да ги запознае со современите технолошки текови, при тоа олеснувајќи и правејќи им го учењето позабавно. За оние кои не знаат, да подсетиме дека со проектот Бабини игри по триумфот на национално ниво и освојувањето на највисокото признание на Европскиот форум во Москва стигна до втората награда на светскиот самит на иновативни наставници кој се одржа во Вашингтон. Остварувања со кои ги направи горди сите кривопаланчани. Бабини игри е мултикултурно патување низ традиционалните обележја и креативно користење на компјутерите како дополнителна и веќе задолжителна алатка за учење во училиштата. Преку нив, учениците се во тек со најновите технолошки трендови, а истовремено се навраќаат и дознаваат за игрите со кои децата некогаш ги исполнуваа малските улици. Големите победи во престолнините на светските велесили не го заситиле Јовевски. Напротив, неуморниот наставник не запира во мисијата која ја зацртал. Пред некоја недела, компанијата за информатички технологии Microsoft Македонија додели 6 награди за најдобрите наставници и автори на најуспешните образовни филмови кои се пријавија на првиот Microsoft филмски фестивал за едукативни видеа. Трудовите ги изработуваа над 400 наставници во изминатите 3 месеци, а погодувате, меѓу 6 кои си заминаа со признание беше и кривопаланчанецот Јовевски. Впрочем, доста зборувавме ние, рете да се пофали и тој самиот. Вака, неодамна Microsoft Македонија во соработка со Министерство за образование од Република Македонија распишаа конкурс за иновативно користење на технологијата во реализирање на наставните содржини. Јас учествував на овој конкурс и таму имаше можност да конкурираме во 6 категории со претходно спроведени соодветни обуки од страна на обучувачи на наставниците и имав можност да добијам награда, прва награда во категоријата за како Microsoft партнери во учењето го променија мојот професионален развој и живот во користењето на технологијата. Па на овој конкурс учествува околу 400 наставници со вкупно од 450 свој видео производи и продукти кои што ги има направено. Значи, одзивот беше голем и конкуренцијата беше голема, но со тоа што во претходниот мој професионален развој, каде што покажувам како и на кој начин ја користам технологијата за мој професионален развој, но и како да учам јас со користење на технологијата. Тоа го користам и во моето оделение, со моите ученици, но и во мојот професионален развој. Значи, сите признани и награди кои што ги имам добиено се врз основа на иновативно користење на технологијата во наставата и во реализирање на некоја наставна содржина. Со ова видео покажав како и на кој начин до пред 2 години како ја користев технологијата во наставата и кои се алатки ги користев од платформата на Microsoft. Со повеќето обуки, настани, активности што имав можност да учествувам, да ги организирам и да презентирам мои трудови и активности, моето професионално досие и портфолио се збогати на тој начин за да можам на еден иновативен начин со видео на стоп моушен да покажам како може еден наставник да се професионално надградува и усовршува и да ги следи современите трендови на учење и подучување на 21. век. Моето следно прашање да не останува се на абстракција или теоретски,
Дали и како конкретно го применувате вие ова практично во вашето одделение и на каков одзив најдувате од учениците, дали имаат капацитет, потенцијал за употреба на овие техники и методи? Па вака, мислам дека користењето на технологијата веќе не е избор. Таа веќе станува потреба во одделението, во училиштето, во училницата, каде што и учениците секојдневно во секој сегмент од своето живење се во допир со технологијата. Ние, наставниците, треба да ги следиме нивните потреби, индивидуалниот пристап на учениците, да видиме до кое ниво има тие дојдени и од тука, од тоа ниво да продолжиме да ги надградуваме учениците, да се стекнуваат со вештини од 21. век и вештини за живење кои што се потребни нели во секојдневието на учениците. Иновативноста не е некој како да кажам, значи иновативноста не е нешто што ние го измислуваме, тоа е околу нас. Ние само ги користиме ресурсите кои што се околу нас, во нашето обкружување, ги следиме потребите на учениците и ги применуваме во делот на наставните содржини, за да тие на поинтересен и посовремен начин ги учат содржините и учат за животот. Доказ за тоа дека средината, условите и ресурсите не секогаш можат да бидат изговори и оправдувања за отсуството на успех и предизвик во животот, несомнено Добри Јовевски веќе е на пат пријатно да не изненади со нешто ново. Следејќи ги глобалните мрежи кои што се каде што сум приклучен јас, но и повеќето наставници од Република Македонија и од нашето училиште, таму добиваме најразлични конкурси каде што може да конкурираме и да учествуваме. За следни чекори мислам дека има некои планови, но ете нека остана тајна, кога ќе добијам нека следна награда ќе ве поканам за да се пофалам. Инаку, на Microsoft Филмскиот фестивал за едукативни видеа признание доби уште еден образовен работник од нашата општина. Во категоријата најдобра приказна победи филмот на Лариса Жулина Митовска, наставник по музичко образование во Општинското основно училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка, а се однесува на примената и користењето на оперативниот систем Microsoft.